Екипата на Силекс прокнижи 3 бода на гостувањето во Струга кај 11 октомври, откако кратовчани триумфираа со 2-1. Нацев во 28-та минута и Насевски во 51-та стрела зачета на Андонов, додека почесниот погодок на Прилепчани беше дел на корпулентниот Гешевски. Суспензијата на стадионот во Прилеп, Гоце Делчев, го однесе 11 октомври на градскиот стадион во Струга, кој не се покажа среќен за домакините. Воведот на надпреварот беше млитав без некои посериозни прилики за погодок. Половина час игра Силекс го отри резултатот преку Нацев. Марков доби употреблива топка, со слободи од дефанзивецот Димитриевски центрираше, топката го преза голманот Конунски, а Нацев само се поклони пред празната мрежа. Во еден воздушен дуел се судрија двајцата дефанзивци на Прилепчани, Данаилов и Мирчевски, што перскиот тандем поради сериозноста на повредите беше заменет и пренесен во Струшката болница. Недостатокот на зидот пред голот на Коруновски сосети во 51-та минута. Кратовчани со погодокот на Насевски го зголемија водството на 2-0. Прекршокот од Косо се покажа кобен за фудбалерите на 11 октомври. Лапевски нафали во срцето на 60-никот, а најдобро во мешаницата се снајде Насевски, кој со глава ја тресе мрежата на Прилепчани. Сите прашања околу победникот избраниците на Андонов можеа да ги решат во 58-та минута, откако Руцевски играше со рака во казетиот простор. Главниот судија Мантев покажа на белата точка. Нацев шутираше ниско по земја во десниот долен агол, но Коруневски со парада ги остави првоборците во живот. Непишаното правило во фудбалот, дека кога нема да се искористат шансите, следува казна, ги стигна Кратовчани во 69-та минута, кога Гешевски го намали резултатот на 2-1. Ручевски остро нафали од слободниот удар. Голманот на Силекс Божиновски кратко боксуваше до Марковски, која прифати топката и центрираше на втората статива до Петрески. Овој со глава шутира само во стативата, а од втор обид Гешевски ја спроведува во голот. Постигнатиот погодок им даде крилја на избраниците на Сокуловски, кои нападнаа со сите расположливи средства кон голот на Божиновски. По прекршокот на средината на теренот Кулевски нафали. Марковски ја закачи топката доволно за да ја прелета комплетната одбрана на Силекс. Таму со лизгачки старт Димитриевски ја затресе мрежата, но вториот помошник на Мантев, Димитров, го поништи голот поради офсет ситуација. Во финишот на мечот фудбалерите на 11 октомври бара најстрога казна, откако Гешевски центрираше. Топката го закачи Мишовски, но судијата Мантев не покажа на белата точка покрај силните протести на црвените. Силекс оствари вредна победа на гостувањето во Струга, а Кратовчани со 13 бодови се засврстаа на средината на табелата, додека 11 октомври го забележа 8-миот пораз во 10-тиот надпревар и остана закован на дното во првата македонска фудбалска. Најповеќе мразам кога во центарот на вниманието е судиската тројка. Ова ни се случува не знам кој надпревар поред веќе. Меѓутоа, ако досега молчев, сега морам да го потенцирам. Имаме класичен недосуден пенал за нас. Имаме поништен, според мене, регуларен гол. Така што остатокот од надпреварот го одигравме се со единствена цел да стигнеме до поволен резултат. Клучен момент во надпреварот беше повредата во 44-та минута на истовремено на двајцата наши штопери после нивниот судар, што во голема мера ни поремети концепцијата. Надпреварот го почнавме добро, ние доминиравме, примивме еден наивен гол. Вториот гол исто така го примивме по наша катастрофална грешка. Се обидовме да се вратиме во надпреварот. Според моје мислење, 90% од надпреварот го контролиравме ние. Меѓутоа не успеавме докрај да се вратиме во надпреварот. Пак ќе речам, доколку ни беше досуден тој пенал, според мене класичен, чист пенал, и доколку не ни беше поништен регуларен гол, овој надпреварот имаше сосема поинаков тек. Меѓутоа, најверојатно сите суди до крај имаат некоја директива после случувањата со Ренова, така што јас мислам дека до крај на првенство ние
ќе имаме судење 70-30 во корис на противникот. Како што беше денес? Да, па така, што рекам, и ние имаме водство во првото полувреме 7:0. Вториот дел исто така почнав со добро игра на нашата екипа. Постигнав и втор погодок, имавме шанси, имаме пенал, после водството од 2:0, но на жалост Ангел Нацев не го искористи пеналот. Потоа имаме уште една 100% шанса и таа не ја искористивме. Стигна казнат од 11 октомври, намаля водството. Потоа има малку притисок од нивна страна, има шанси да изравнале. Мислам дека во целиот надпревар дека доминиравме ние во играта, имаме подобар последна топка и мислам дека заслужено дојдевме до 3 бода, а можеше и поубедливо да биде победата.